Неселективна правда со кривична одговорност и морална одговорност од високи владини функционери, побара родителите на настраданите во Кочанскиот пожар. Нивниот глас за прв пат се чу од собраниската говорница 9 месеци по настанот на постојаната анкетна комисија за човекови права. Побара и поголема институционална, психолошка и парична поддршка од државата. Своите ставови ги изнесоа не само пред пратениците, туку и пред целиот државен врв. Председателката Силјановска, премиерот Мицкоски и собранискиот спикер Гаши, кои се одзваа на поканата на Пасиев како председател на ова тело. Ова не е трагедија што се случила сама по себе, туку трагедија создадена од системски пропусти и негрижа. Дополнителна болка нанесува фактот што истрагата се води неажурно, селективно и со очигледни политички калкулации. Гледаме дека се гонат само најниските во хиерархијата, додека оние што имале најголема моќ и одговорност, министри, директори, началници, инспектори, се движат слободно како да немаат никаква вина. И јас кога ќе го видам документот кој е потпишал акциската контрола, мислам, вие понесте, министерот Панче Тошковски, сакам да ми одговори на тоа прашање. Кој ја потпишал и наредил полициската контрола во Кочани таа ноќ, во 12 часот. Од невладината супорт Кочани со забелешка дека пратениците 9 месеци одбегнуваат дебата за пожарот, а сега и тактизираат со паузи. Родителите 9 месеца немат спиено тук. Пауза ќе тражат. Ние 9 месеца не сме направиле пауза, а волонтерски работиме, а вие сте платени тук. Нас на кондиција нема да не фанете. Колку дена и да биде, што и да треба да правиме, ќе го направиме во Закоче. Од владеачкото мнозинство тврдат дека ова анкетна нема да донесе правда на родителите и одговорност за виновниците. Сметаат дека Пасиев манипулира со родителите. Опозицијата пак бара законски измени за промена на целиот политички систем. Почитувани родители, има стенографска белешка јавно на говорница на пленарна седница го има зборувано. Улогата на ова тело не е да утврдува факти, туку да копа во вашата болка и во таа болка да собере ефтини политички поени. Тоа е целта на целата оваа демагогија. Да направиме еден комплетен, нов политички систем со многу помалку институции, со јасно утврдена одговорност, а не фрагментирање на институциите, фрагментирање на тела кои што обврските и одговорниците им се преклапаат, не со изговори дека тоа не е наша работа. Кои биле причините на законодавецот, односно на овој парламент, тие услови да бидат олеснувани еднаш, па да бидат олеснувани уште еднаш, за на крајот да само со сопствена изјава сопственикот гарантира дека тој објект ги исполнува тие услови, предпоставувајќи дека на тој начин ќе превземе и кривичната одговорност. Премиерот Мицкоски не се обрати на комисијата, рече дека дошол денеска само да слуша. И тој смета дека анкетната е манипулација на опозицијата, бидејќи обвинителството не дозволува изнесување на факти и докази што се уште се во истрага или без судска пресуда. Секој пратеник буквално може до пратениците да достави предлог, амандмани за измени на секој закон. Таков закон и таков предлог до сега никој од овие пратеници кои што дискутира нема достави. Вистинското прашање е зошто се чекаа месеци да се закаже оваа анкетна комисија. И моето чувство до оваа анкетна комисија е дека сите зборуваме за правда. И моето чувство е едно од главните барања на родителите е токму тоа да има правда. Правда на анкетна комисија не може да има. Правда може да има во рамките на судски процес. За разлика од случајот во Кочани, Мицкоски смета дека нема да има проблем пратениците да работат ефикасно за останатите несреќи како пожарот во модуларната болница во Тетово и автобуските несреќи во Ласкарци и Бугарија, каде веќе има пресуди. Обвинителот Коцевски не дојде на расправата, но порача дека анкетните комисии во парламентот не се целисходни во овој момент кога постапката се уште трае.
Во оваа фаза не треба да има анкетна комисија, имајќи предвид дека одредени докази и сведоци можат да се компрометираат со оглед дека се води судска постапка. Тој својот став и писмено му го соопштил на спикерот Гаши по повод посебната анкетна комисија која беше формирана минатата недела, а се однесува на сите 4 трагедии. Расправата во постојаната анкетна комисија е завршена, до крајот на неделава треба да се изготват и заклучоци кои потоа на посебна седница на ова тело треба да бидат и донесени. Катерина Нешкова, Сител телевизија.